Добро вечер. Вечерва на Вин-Вин ќе видите уште едно ново лице на социјалдемократите, подпредседателот Зоран Јовановски. Добро вечер. Добро вечер. Па веќе не сте толку многу нови, претпоставувам дека таквото ославување и веќе ќе прекине. Кој е условно новиот човек? Ако двајцата подпредседатели се личен избор на Црвенковски, верифицирани на последниот конгрес, еве си давам слобода да речам дека тоа значи дека го менува вкусот за своите први соработници, а блиските до сега се велат, тоа е првиот знак дека човекот навистина се менува. Што е пораката? Очигледно не сака повеќе звезди кои ќе ги собираат гласовите на митинзите. Претпоставам, очекува дека тоа ќе може да го заврши како фронтмен во изборната трка, но за сериозните работи му требаат друг тип на луѓе од она што досега го знаевме кај социјалдемократите. Пошто сте вие друг? Па јас не се оптеретував со тие работи кога ми беше понудено да тоа место во Социјалдемократскиот сојуз. Јас се раководев од моментот во кој што се наоѓа економијата, во кој што се наоѓа државата и го сватив тоа прво како една голема чест за мене да бидам дел од тој тим и второ како можност на вистина да се направи нешто добро за граѓаните на оваа земја, така да јас воопшто не се оптеретував со тие аспекти. Освен диплома од Скопскиот универзитет, синот на универзитетскиот професор Тихомир Јовановски ја довршува својата професионална едукација во Соединетите Американски држави, оттаму е магистратурата. И потоа најзначајното во професионалната работа стигнувате до позицијата директор на супервизија во Народната банка. Тоа е престижна позиција за кариера и сега одлучувате да заминете оттаму и да втрчате на терен кој што најчесто го минуваат политички искусни лисици кои точно знаат во што влегуваат и може да ја направат добрата математика со себе. Не верувам дека вие сте можеле да ја направите таа добра математика, но таа одлука да се замине од супервизија тврди владеачката партија со сите податоци што ги поседува Зоран Јовановски, веројатно прво ќе ги пресели кај влашкото лоби доминантно кое гравитира во Комерцијална банка и од позицијата на советник во Комерцијалната банка најверојатно најпрво ќе помага на банката. Значи, тие што ме знаат, го знаат одговорот и без да одговорам на прашањето. Тука имаше најразноразни обиди за лична дисквалификација. Те некои луѓе ќе биле оценувани, те не знаат што ќе се случувало. Како што гледате, никому ништо не му се случи, а личниот интегритет е нешто што ограите со години, нема да си дозволите за било што да го фрлите туку така. Никогаш претходно не имало коментари кога стигнувате до позицијата на директор на супервизија дека тоа е дело на влашкото лоби. Но сега гледате дека кога влегувате во политика почнуваат да добиваат значење таквите интерпретации. Тоа беше еден од првите позначени напади во кои се дисквалификува евентуално вашето знаење или можност за учинок и ве легитимира само како обичен експонент на влашкото лоби. Па сега вака, прво, после моето одење од Народна банка и преминување во Комерцијална банка, значи, мене некој ме наследи во Народна банка, на тоа место на кое што бев. Тоа лице што ме наследи, после неколку месеци, исто така си отиде од Народна банка, по таа логика со сите информации кои што нели јас ги имав и тоа лице ги имаше, отиде да работи во, например, Стопанска банка и никој околу тоа не направи било каков проблем. Никој не го ни спомна во јавност. Ако тоа е системско прашање, ќе пречи во сите инстанции. Ако не е системско прашање, тогаш значи станува збор едноставно за лична, значи обид некого да го извалкате. Се малку околу тоа со влашкото лоби. Значи тоа е една јас мислам прилично невнимателна конструкција која што ВМРО-ДПМН ја направи. Кога вие за некого ќе речете ова е припадник на влашкото лоби.
автоматски, значи, таа етничка заедница, значи, властите ги става во некаква негативна конотација. Од кај знаете вие дека истиот тој, значи истата таа власт, колку да сте представник на албанската мафија, утре ќе рече албанско лоби, ќе каже турско лоби, ќе каже ромско лоби и не знам какво уште српско лоби и практично, значи, тоа е многу опасна теза. Значи, такви квалификации за такво лоби, за ставање во таков контекст на одредена заедница, тоа е видено во 30-тите години од минатиот век. Тоа во Германија го правеле, луѓе со ленти шетале и тоа наликува. Значи, вие морате да бидете, да знаете какви последици и чувства можете да предизвикате кај луѓето за кои што така ги ставате во таков негативен контекст. На страна тоа што јас со властите немам ништо, меѓутоа принципиелно е крајно загрижувачка таквата изјава кога доаѓа од власта. Кога човек од пристојна граѓанска фамилија на кој таткото му е универзитетски професор, мајката е лингвист, би требало после чекори во транзицијата да се чувствува како припадник на фината средна класа, од каде ние би ги регрутирале децата од добрите граѓански семејства кои можат да се посветат на општите теми, доколку претходно се стекнат со доволно професионално добро портфолио. Имаше надеж дека по 15 години живот помеѓу Бранко Црвенковски и Љупчо Георгиевски ќе отпочне новата етапа во која навистина ќе ги бараме децата од пристојните граѓански семејства кои доволно рано отвориле некаква библиотека, кои биле сериозно посветени на своето образование, кои пораснале во некакво спокојство, не говорам за децата како што тие велат од црвената буржуазија, туку децата од вистинскиот граѓански среден слој, тоа не се случува. Вие сте делеле канцеларија со Зоран Ставревски. Би требало да изгледа надежно дека двајца сега од двете спротивставени политички програми во економските концепти можат да се разберат. Но политичката битка не дава шанса да можете да разговарате посериозно за економските концепти. Видете се вака, значи прашањето со Ставревски, јас немам личен проблем со Ставревски. Значи ние сме делеле канцеларијата, се знаеме од факултет, се знаеме од средна школа, се знаеме, така што јас немам личен проблем со него. Она што, например, мене не ми се допаѓа се некои од економските политики, значи многу работи кои што владата ги прави во економијата, за кои што јас аргументирано можам да кажам дека да образложам зошто не се добри. Како што и на Ставревски не му се допаѓаат, како се вели тоа, понудените сет на политики на противничката партија. Но некогаш, предпоставувам, сте делеле од прилика исти вредности или барем сте разговарале за собствените разлики. Денеска, кога тој ја живе својата интерпелација во парламентот, мислам дека на луѓето им е полна главата толку многу податоци што ги слушнавме на едната и другата страна, кои на крајот завршуваат во црно-белиот филм. Секој ги зема аргументите кои одговараат за собствената теза. Успевате ли да го препознаете својот пријател со кој во Народната банка сигурно имале сериозни разговори од една друга позиција за економската политика на Македонија? Значи, ние сме биле во Народна банка во време кога таа институција се градела како институција. Значи, од Народна банка како дел од системот на народни банки на Југославија, значи една филијала со